Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Избрани записи на ветениот Месија. Оваа книга содржи одбрани изерки на ветениот Месија и Махдија, Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана алейхиселам, на разни исламски теми, за Божиот третман кон луѓето кои му се верни, за мисијата на ветениот Месија, потоа за лошото мислење за другите, за објавата, за жртвувањето на Божиот пат, джихад, за животот после смртта, за душата, за вистинската природа на гогите и магогите и така натаму. तू मालिक है मेरा, मैं बंदी हूँ तेरी, तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ। तू मालिक है मेरा, मैं बंदी हूँ तेरी, तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ। Гледај колку е јасно светлото Божјо, основниот извор на сите светла. Сиот космос се претвара во одразително огледало, очите да сетат. Ноќеска дури ја гледав месечината, се почувствував трогнат, во убавината нејзина, насетив трак од убавина на саканиот мој. Срцето ми е растреперено од таа убавина. Не зборувајте ми за турчинот и за татарот. О, сакан мој, како чудесно твојата создателска моќ е покажана сегде. Кој пат и да го погледнам, откривам кон твоето присуство води. Во изворот сончев е засведочена појавата твоја. Секоја звезда блеска во твојата слава. Со раката своја соствена ти расфрла низ душите восклици љубов, што ги втераа во болен плач влюбениците прегрнати. Како ли чудно ти остави белези во секое мало нешто, кој ја има моќта да ги свати сите овие чуда на нештата невидливи. Никој не може да го узнае задниот план на твоите моќи, кој може да ја отвори оваа замрсена загадка. Твојот шарм е битот на секоја убавина, во секој цвет и градина е бојата од градината твоја. Секое од љубов опиено око сал на тебе покажува, секое навикнато праменче посочува на тебе. मैं इन नेकियों की रिदा चाहती हूँ। मेरे मामले तुझ पे मख्फी नहीं है, मैं फजलों की बारिश रवा चाहती हूँ। Единствено Божјо е светлината која ја осветлува срцето само после предскажувањата на сите божества, без оглед на тоа дали тие му припаѓаат на внатрешниот свет или на надворешниот свет. Тоа продира до секој дел на човековото битие. Како ова може да биде постигнато со својата моќ, без Божја помош или помошта на неговиот пратеник? Единствена должност на човекот е да го усмрти своето его и да ја напушти шејтанската гордост, да не мисли за себе дека е одгледан во колевката на знаењето, туку да се смета за лаик и постојано да биде врзан за молитвите. Тогаш светлината од единственото, од Бог ќе се симне на него и ќе му даде нов живот. Бог, нашиот Господар, е многу предан и на оние кои му остануваат верни, тој им покажува чудесни нешта. Светот сака да ги изеде и секој непријател скрипа со своите заби на нив, но тој кој е нивни пријател ги спасува од секакви опасности и им дарува победа на сите полиња. Тогаш колку е среќен оној кој што никогаш не го напушта Божиот скут. मैं ताईद रब्बुल वरा चाहती हूँ। खिलाफत की शेदा में हर दम रहूंगी, मैं ऐसी इताअत वफा चाहती हूँ। Божиот однос кон луѓето кои му се верни. Навистина, силен е и моќен тој Господар, чии поклоници, оние кои му приоѓаат со љубов и верност, сигурно нема да пропаднат. Душманот вели:
Јас ќе ги уништам со своите планови и злонамерниот сака да ги згази. Но Бог вели: о, незнајко, дали сакаш да се бориш против мене и да го понижиш оној кој мене ми е мил? Навистина, ништо на земјата нема да се случи, освен она што веќе е одредено на небото, и ниедна земска рака не може да се испружи надвор од дометот кој за неа е одобрен од небото. Затоа за четниците, за верениците на злото и свирепите планови на големиот незнајко, во своите гнаси и бесрамни завери не се сеќаваат на врховното битие, без чија искажена волја дури ни листот не паѓа. Затоа тие секогаш остануваа засрамени и неуспешни, а правилно упатените не се оштетени од нивното зло. Наместо тоа Божите знаци широко се манифестираат и се зголемува човековото сваќање на Божите патишта. Тој моќен и кадар Господар, кој останува невидлив за тие очи, на вистина себе си се манифестира преку своите чудни знаци. बंदी हूँ तेरी, तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ. Бог е светлината на небото и земјата. Значи секоја светлина која се гледа, било таа да им припаѓа на душите или на телата, да е лична светлина или само да изгледа, било таа да е скриена или видлива, било таа да е внатре во умот или да доаѓа од надвор, таа е дар на неговата милост. Тоа е знак кој покажува дека благодатите од Господарот на сите светови ги опфаќаат сите нешта и никој не е лишен од неговиот дар. Тој е извор на сите благодати и главна причина за сите светлини, праизвор на сите милости. Неговото битие се потпира на вселената и прибежиште за се, било високо или ниско. Тој е оној кој ја создал секоја работа и се извадил од темнината на ништожноста. Ниедно суштество, освен него, не постои само од себе, ниту е вечно или пак како не добива полза од него. Земјата и небото, човекот и зверот, камењата и дрвјата, душите и телата, сите се одржувани од неговата благодат. Сета благодарност му припаѓа на овој кој што е вечен. Никој не му е рамен, ниту било кој наликува на него. Единствено тој останува за навек. Се е смртно освен тој. Да се сакаат другите наместо него е лажна приказна. Сите се туги, единствено тој е достоен на моето срце. Моето срце воскликнува: свет е оној кој секогаш гледа на мене. Тој обезбедува се. Неговата милост е очигледна. Мене ми е драг овој мил Дилбер, сакан. Без него нема живот. Сето друго е лажно. Нека е благословен овој ден. Свет е оној кој секогаш гледа на мене. मेरे मामले तुझ पे मख्फी नहीं है, मैं फजलों की बारिश रवा चाहती हूँ. Чесниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, таа возвишена светлина која му е дадена на човекот, тоест најсовршениот меѓу нив, не постоела ниту меѓу мелеците, ниту меѓу звездите, ниту постоела во месечината, ниту во сонцето, ниту во морињата, ниту во реките. Таа не постоела ниту во било каков земски или небески предмет. Неизе ја поседувал само човекот, значи постоела во најсовршениот човек, чија потполна и завршна и врховна и најголема личност е нашиот учител и поглавар Мухамед, избраниот поглавар на сите пратеници, водач на оние кои што се живи. Така таа светлина му била дадена на тој човек и исто така до одреден степен на сите оние кои на свој поединечен начин биле слични на него. Оваа доблест во совршена и потполна манифестација ја имал нашиот учител и поглавар, неписмениот пратеник, вистинскиот оној чија вистина е посведочена, Мухамед, избраниот салаллаху алейхи веселем. Јас секогаш со восхит гледам на овој арапски пратеник, чие име е Мухамед, и лјадници благослови и мир нека се со него. Пратеник со возвишена положба. Човекот не може да го свати крајниот врв на неговата положба и човекот нема моќ да ја свати неговата духовна моќ. За жал,
Луѓето не го спознале неговиот вистински статус на кој тој имал право. А тој е храбриот првенец, кој на овој свет повторно воспоставил тевхид, Божие единство, кој бил исчезнат од светот. Тој ја имал најголемата љубов кон Бога и имал најдлабоки сочувства за човештвото. Затоа Бог, кој потполно ги знаел тајните на неговото срце, му дал предност над сите пратеници и сите луѓе, првиот и последниот, и му ги подарил желбите на неговиот живот. Нашиот пратеник салаллаху алейхи веселем ги собрал во себе имињата на сите пратеници, бидејќи во неговата чиста личност биле составени различни доблести. Затоа тој е Муса, исто како и Иса, тој е Адем, тој е Ибрахим, тој е Јусуф и исто така е Јакуб. Бог на тоа укажува на ајетот. Следи го тогаш упаството нивно. तू मालिक है मेरा, मैं बंदी हूँ तेरी, तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ। तू मालिक है मेरा, मैं बंदी हूँ तेरी, तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ। Значење. О Божи пратениче, ти во својата личност ги собра овие разни упатства, кои секој пратеник ги имал посебно со себе. Ова покажува дека одликите на сите пратеници биле собрани во чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Всушност, самото име Мухамед салаллаху алейхи веселем укажува на ова, затоа што значи најпофален. Најпофален единствено може да се свати ако разни и посебни одлики од своите пратеници се соберени заедно во Мухамед салаллаху алейхи веселем. Јас сум упатен дека од сите пратеници, оној кој ги дал најсовршените и најчистите мудрости и оној кој во себе го покажал најсовршениот пример е само пратеникот Мухамед, нашиот учител и поглавар салаллаху алейхи веселем. तेरी मारिफत बेबहा चाहती हूँ, गुनाहों को मेरे तू धो दे खुदाया। Кога погледнеме праведно во целиот ланец на пратеници, го наоѓаме најхрабриот, живиот пратеник, кој му е најмил на Бога, и ние препознаваме само едно човечко суштество, што значи кралот на сите пратеници и гордоста на сите пратеници. Што значи кралот на сите пратеници и гордоста на сите пратеници и круната на сите пратеници. Неговото име е Мухамед Мустафа и Ахмед Мучтаба, избраниот салаллаху алейхи веселем. वफा चाहती हूँ, है मकसूद मेरा तेरे दी की खिदमत, तेरे इश्क में डूबना चाहती हूँ। है मकसूद मेरा तेरे दी की खिदमत, तेरे इश्क में डूबना चाहती हूँ। तू मालिक है मेरा, मैं बंदी हूँ तेरी, तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ, तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ। Денес го завршивме вториот дел од книгата Избрани записи на ветениот Месија. Еселаму алейкум.